Еве точно е 8 часот и 8 минути и време е, како што веќе ви најавив, за нашиот прв утрински разговор ова утро. Ке зборуваме за велосипедизмот, за друмскиот планинскиот велосипедизам, ке зборуваме за офроуд турите и за роуд турите. Наши ваш утрински гостин е господинот Горан Богоевски, председател на Сдружение за друмски и планински велосипедизам, Macedonian Bike Riders и подпредседател на Асоциација на аматерски велосипедски здруженија на Македонија. Ова морав да го прочитам, бидејќи е долго и за да не погрешам. Добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ова утро ни дојдовте со велосипед. Нормално, како и сегогаш, како превозно средство го користиме велосипедот низ Скопје. Така, значи не само станува за овие тури кои што ги организирате, туку за превоз низ градот, низ овие утрински гужви. Сите, убаво ни стасавте точно на време и пред време. Така, секој со велосипед во овие гужви најбрзо се стигнува. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Поводот за вашето гостување во нашава утринска програма е она што требаше всушност да се случи вчера. Тоа е турата Спирова колиба, која што требаше да се случи на Скопска Црна Гора. Так. Не се случи поради најавата на некои недобри временски услови, меѓутоа не е откажана, ќе се случи на 7 мај. Да позборуваме малку за оваа тура, меѓутоа вие сепак вчера си имавте роуд тура, нели? Да. Може да ни кажете, еве, не мирувате, значи секоја недела си има некоја тура, некој хепенинг. Така, турата што требаше да се одржи вчера поради најави временски дека ќе има лоши временски услови, ја откажавме, тоест ја презакажавме за 7 мај, а и поради друг настан што ќе се одржи на тој датум, сакавме да се приклучиме ние да биде тој 7 мај помасовен со поголеми број на учесници како велосипедисти, така и планинари на самата Скопска Црна Гора. Како што спомнавте, ние никош не се откажуваме, секоја недела, тоест викенд, а малце излези сонцето и се подобрат временските услови. Вчера беа и идеални, испадна, да, малце сгрешивме ние со прогнозата. Никош повеќе не може да се верува на незе. Природата нели се менува, да, точно. И си извозевме, направивме на роуд тура со екипа од 5 луѓе од нашето здружение. Ако може да спомнеме, бевме во Косово, така, да, извозевме тура од 90 километри и нешто, да. Сега малце тоа за нас не представува проблем 90, пошто возиме на поголеми, на подолги дестинации и на повисоки. Прв пат бевме вчера, мислам, не јас, екипата што беше со мене беше во Косово, пиевме таму и кафе, малце со мештаните се дружевме, возевме во многу бав крај, свртевме круг, се вративме назад во Скопје, во Македонија. Еве одат некои инсерти веќе, може да гледачите да видат, може да ни кажете, еве ова е видео. Да, ова е од турата Охридско езеро што ја одржуваме секоја година. Ова е кругот околу Охридско езеро, ова е веќе влезот во Поградец во Албанија. Да, ова година по 9-ти пат ја организираме како здружение. Ќе биде на 21 мај, веќе е закажана, доаѓаат гости, посетители од цела Македонија. Ова е турата кај Атидже, по македонските степи, да, тоа видеото. Тоа сакав да споменеме, тоа беше во месец март, нели? Така, да. Се викаше Bike Honeyland 2023 година по македонските степи. Како си поминавте? Одлично, значи во организација на Велес Байкинг, да ги поздравам и нив, инсертите што следуваат се баш од таму. Се погоди и тогаш многу временските услови, сончево, немаше ветрови, преку 200 учесници од цела Македонија. Безбедно беше све, немаше инциденти, немаше проблеми, самото дружење во Бекирлија, Атидже не пречека, имаше и песна, се делеше мед, се уживаше во самата природа. Стварно, преубаво е тој таму, само кој бил гледа од видеото, се возеше по овие предели уживање, значи се полнат очите, се полни душата, се полни срцето, да не збориме за дружбите, после завршувањето на турата, крајот беше во село Отовица, на самиот автопат во близина на самото Велешко езеро, тука завршија сите велосипедисти, малце да се опуштиме со сок, со кафе, со пиво. На крај дружењето е онака, нови контакти, нови пријателства, да се памети тоа што останува и тоа што ги влечи па за на другите велосипедски настани што ќе се одржуваат во тековната година да си дојдат пак и ние како домаќини другите градови да си повлечат и учесници од другите градови нормално и соседни држави. Покрај Спирова колиба, која што ќе се случи на 7 мај на Скопска Црна Гора, вие имате уште 2 тури веќе кои што ви се дефинирани за мај месец. Можеме и да ги најавиме веќе за љубителите на
офроуд ќе биде, претпоставувам, така? Така, втората што ќе се одржи на 13 мај не е тура, тоа ќе биде дефиле во соработка заедно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќај и патишта. Ќе се работи за подигање на свеста и безбедноста и однесувањето и културата на моторциклистите и велосипедистите. Тоа ќе биде настан од поголем карактер во Скопје. Ќе откриеме дека стартот ќе биде во 11 часот од паркот, градскиот парк од Лотус Фонтаната и ќе се движи до плоштадот до Порта Македонија. Кој се може да учествува? Ќе биде од отворен карактер, да, ќе бидеме Има пријавување некое претходно или? Не, нема, пошто ќе бидат поканети сите старосни граници, нели, возрасти, од најмалите до најстарите учесници кои практикуваат и возат велосипед како професионално, така и рекреативно. Пак ќе напомнам, целта е безбедноста и подигнање на културата и свеста кај самите учесници, велосипедистите и моторциклистите, пошто како учесници во сообраќајот и ние мораме да научиме како да возиме, како да се однесуваме на сигнализација, со заштитна опрема, како се вози, што се вози и да се практикува тоа. Значи, целта на тоа дефиле, на таа кампања да се подигне свеста и безбедноста кај велосипедисти и мотоциклисти. Бидејќи рековте низ Скопје, нели? Па да, ќе се тргне од фонтана Лотус, таму ќе биде стартот, со придружба со ескорт со полиција, значи, ќе се вози до Стоколм мост, ќе се сврти десно кај театарот, нели, МНТ и низ Порта Македонија, така триумфално ќе влеземе и ќе заврши со добра забава, со награди од обезбедени од спонзорите од нашите пријатели, со лотарија, со обраќање на официјални, нели, лица, министерот и за сообраќај и безбедност, мислам така, ќе си има обраќање. И тоа ќе заврши на крај, нели, со доделување на награда, излекување на награди и со добра забава и журка. Најава. Да, Одлична најава за сите љубители на велосипедизмот, како што кажавте и рекреативно кој што сака да учествува. Имате уште еден настан во месец мај? Да, тоа е 21-ви, како што спомнав пред како одеше видеото, по 9-ти пат турата околу Охридско езеро ја организираме. Ова година ќе направиме мала измена, нека остане тајна. Колку километри е таа? Тоа е 92 километри кругот, точно. Од каде се тргнува? Секоја година тргавме од Охрид према Струга, движиме покрај само езеро. Тука е уживањето, се искачува до Ќафасан и после од Ќафасан има прекрасен спуст, се доаѓа до Лин, Поградец, се прави поголема пауза во Поградец, после излага на преминут Свети Наум и доаѓа сите оние убави наши села под сама Галичица до Охрид. Одлично. Сега, велосипедизмот не е само машки спорт. Треба да напоменеме дека и жените се занимаваат со велосипедизам и аматерски и професионално. Така. Сакам да ја споменам Елена Петрова, која што освои подиум во Хрватска. Има уште 2 или 3 повеќе жени кои што вие ќе ги споменете. Кажете ни за нивните учествување, за нивните активности во вашето здружение. Така, значи ние како здруженија и другите во град, мислам и во град Скопје и во Македонија произведуваме тркачи, значи излагаат од овие здруженија или од овие клубови аматерски. Љубовта е наша што ние први ја пренесуваме дали на машките или на женските, на децата, нели, уште во тие години и после како се развиваат самите и желбата и љубовта расте кај нив и преминуваат и да се занимаваат и професионално со овој спорт, со вадење на лиценци и уци каде што можат да настапуваат на настани, трки и ивенти што се од европски или светски карактер кои ги организираат, нели, тие асоциации и здруженија. Да, Елена Петрова беше горе, освои подиум на Гран Фондо, второ место и учествува на светско, мислам, Гран Фондо. Таму беше и Дуња Иванова, да ја поздравиме и незе. Има многу клубови во Македонија и во Скопје и многу девојки што се тркаат. Скопје негде е со 7-8, како во друмски, така и во планински велосипедизам. Настапуваме секаде на Балканов и пошироко во Европа, колку што може, нели, клубовите да ги пратат финансиски тие настани. Ама има, се тркаат, желбата, напорот, тренинзите, љубовта е голема. Кој вози, тоа го разбира, не му дава да престане, нема лоши временски услови, ностоп се искача, се чека она време, сат да се грамне велосипедот. И да се барем на водно, кратко да се извози до средно, до крст, нека да се направи нешто, еден мал тренинг. Ги споменавте подготовките. Сега сакам да позборуваме токму за тоа, бидејќи се навистина километарски стазите, возите, велите, по секакви, значи и друмски, и планински велосипедизам, и на пат.
се што се случува, нели? Значи потребна е како и физичка, така и ментална подготовка, можеби и повеќе ментална, вие ми кажавте, отколку физичка. Постои ли разлика во подготовките кога одите на офроуд тура и кога одите на роуд тура? Па има разлика, како не. Фокусот е поинаку, движењето, возењето на самите патишта сака сконцентрираност. Значи, ние кога возиме, поготово во група, сите наши учесници што доаѓаат ги учиме на безбедност прво, на држање растојание, на сигнализација, да знаат, пошто друга е група од 20, 30, 40 велосипедисти кои ќе искочат на асфалт, на друм или на планина. Сепак, кој нема искуство и техника на возење, за да ги помини на планина тие препреки, може да донесе кани последици, нормално. Се советуваме, учиме, пошто сите што доаѓаат, не само работата седне на велосипед и ајде да возиме. Ги учиме што да се јаде, што да се пие за време на возењето на турата, пред време на турата или после турата, да се обноват мускулите после тој тежок напор, да не дојде до дехидрација на телото, тука се после јавуваат и други последици поголеми. Разликата при препањето е скоро исто, само што да речеме и едно на друго се постигнуваат и поголеми брзини на спуштање на друм, на асфалт. Мора да се внимава на растојанието, да се има доверба во тој што вози пред и тој позади, да не дојде до судар. Треба спремност. Колку треба да биде растојанието меѓу велосипедистите? Па минимум по метар, ама сепак треба да си фокусиран да го пратиш тој. Временски колку трае една тура? Еве, велите 90 километри. Во зависност од учесниците. Која ви е најдолгата тура која што сте ја возеле? Скопје, Охрид преку Маврово, ама ние возиме и по 200 километри, например, тура, ама тогаш сме лимитирани, одиме само одреден број што знаеме дека се психофизички спремни, ќе може да го издржат тоа. Ние искачаме од Скопје, например, и се враќаме во еден ден таа тура од 200 километри одење враќање. Да, во рамка гледаме да биде нормално сабаље во 6 кога е потопло или 7, да се вратиме 7 максимум 8 во Скопје, да не стемни. И затоа тие што не пратат знаат, си има опис на турата, колку е тешка и кај се вози, што ги очекува, да знаат што дека е спремен или не е спремен сами да се знае учесник, дали може да го качи водно догоре за сад-два или не. Пошто тие тури што кој не е спремен си се повлек. Се случуваат ли повреди? Да. Еве, повеќе каде на оној планински офроуд или исто нема некоја исто се паѓа на асфалт, исто повреда ко повреда, значи и од невнимание, погрешно кочење, пресекување на пат, не знам, од некој животно или кола или пешак, ако збориме за низ град на планина, исто од самиот терен. Ако се нема искуство и не знае да се помине, значи се вози низ песок, вода, камења, корења, секаде има, да. Да позборуваме малку за опремата. Велосипедизмот сепак е еден од поскапите спортови. За овие офроуд па и роуд тури потребна е значи специјална опрема. Претпоставувам специјални велосипеди, нели сигурно да бидат, еве вие ќе кажете, и претпоставувам заштитна опрема за самиот велосипедист. Па самиот велосипед зависи од кој велосипед и што се вози, си бара своја опрема. Велосипедите наши се сите професионални велосипеди, значи не се оние градските, пошто потешко и не ќе може. Разликата е друго. Планински велосипед е планински, на планина нормално, и друмскиот си е друмскиот, има и велосипеди што се само за спуштање, за даунхил да речеме, и са самиот тој вид на практикување што ќе се вози си бара своја опрема. Од каде ги набавувате? Па има и Македонија е да, и околните држави се поголемите околу нас градови се со специјализирани продавници опремени, ама тука интернет, тука и AliExpress се нарачуваат, али малце спомнавте вие таа опрема поквалитетна е и малце и поскапа, ама вреди да се вложи во тоа, пошто заради безбедност. Во наредните 5 или 10 години заштитува глава, живот и све. Зависност, пак ќе спомнам, од самото практикување, кој велосипед ќе се избери, постојат одреден кациги, значи не е истата кацига за друмски, за планински или за даунхил. Ракавици, штитници за колена, за раце, за гради, за рамења, значи зависи што се вози, специјални патики, за сите спортови се различни, значи не се вози со обична патика
си имаат специализирани посебни патики за сите 3-4 да речеме спортови, тоест велосипеди, да може да се заштити самиот човек и самото тело. Така. Научари, ракајци, све значи што е тука. Да позборуваме малку за Асоциацијата на аматерски велосипедисти, Сдруженија на велосипедисти. Вие сте подпредседател. Колку сдруженија има? И каква ви е соработката меѓу себе? Напоменам, иницијативата постоела... Скоро сте формирани, нели? Да, Асоциацијата подолги е... години, ама никако така како да се собереме сите и на 13 март во Неготино, 15 сдруженија од цела Република Македонија се собравме и се одржа собрание каде што се избра председател. Мене ме предложи им избра за подпредседател, имам уште еден подпредседател, целата хиерархија како што треба си заврши работа. Значи, зедоа дел здружение од цела Македонија, од сите градови, од Струмица, Гевгелија, Прилеп, Струга, Битола, Охрид, значи сите поголеми градови влегува во таа асоциација. Целта и задачата ни е за промовирање на планинскиот велосипедизам, како и туризам плюс, запознавање на сите во Македонија, а и од страна, дека Македонија преовладува со стварно прекрасни места и дестинации кои уште и не се откриени и не се истражени, а може да се поседат со велосипед. Ќе ги напоменам, Кокино е атракција, Пелинце е атракција, Куклица е атракција. Значи секаде има места кај што може и се оди усвари со велосипед, али друго е кога се како асоциација здруженја и меѓу себе малце да се помагаме со поддршка и она што настапуваме под мотото дека и заедно сме посилни и појаки, за да можеме да допринесеме што повеќе љубов кон луѓето да се практикува овој спорт. Така. Кажавте дека вие не мирувате, значи возите по сите временски услови, возите и во зима. Да. Како? Исто како што и во лето, само да не е премата. лет, нели? Така Да, ми па тоа е кажат. лошо. Тогаш лизга, излагаме и до -5 и се случувало и малце пониски температури, -10 да биде. Пак се спомнам, све е до премата. Постои зимска опрема, лани луѓе што дојдоа, што возат со нас не верува. Ние не престануваме, за нас сезоната не завршува во октомври, него се оди во ноември, декември, јануар. Година, Да, пошто еве ние се радуваме некој знае јануари да биде топол и февруари. Да. Се вози. Како овој што беше. Да, малце, да речеме, проблем е тогаш малце покасно се излага да се стопли барем 8-9 сатот се трга и се денот се крати, нели? Се прибираме во 4 во 5, али доволно е до Скопје, Тетово или Скопје командо отиде да се вратиме. Колку да се искористи денот, да нели, да се остане во кондиција. Да, нема. Чим дојде сабота и недела се размислува. Кој е најмладиот член? Од која возраст? Има ли возрастно ограничување на оние кои што сакаат да возат? Нема. Може би она офроуд малце е потака екстремно за мене, не знам, бидејќи стазите се нели малку стрми, малку се со камења, па самите кажавте нели има непредвидени ситуации бидејќи се пак планина, нели? Да, еве на Воно се изградија 2 патеки за качување и за симнување, значи изградени и направени од професионалци и баш тука може и да се вози со деца. Од која возраст? Еве кај вас во вашето здружение од која возраст имате? Кај нас се тинејџери, веќе се 15-16 години, значи средно образование тука почнуваат. Да се започне. Да. Па така и почна, јас среќен сум што излегува баш од кај нас, прв пат дојдоа на велосипед со обични тренерки и патики, па стана прваци државни во Македонија, значи после се преминуваат како што викам во клубови професионално, после ние ги предаваме, пошто тоа е посебен програм кај што мора да се вежба, треба да се работи со искусни тренери, што се вика велосипедисти, да вежбаат, да јадат, да тренираат, да одмараат, се тоа да го прават. Воно има са 2 пати, како што спомнав, и може. Другар мој со дете од 7-8 години се качува нагоре, се симнува, не е проблем. Децата се похрабри, нема толку страх, да и покрај нас постарите се осеќаат послободно и се пуштат, возат, не е препрека. Уште еднаш да ми кажете каков е интересот за овие офроуд тури кои што ги организирате и во интерес на времето имаме уште минутка и пол до крај на разговорот, да ја најавиме, да ги кажете вашите активности кои што ви се за мај ги кажавме до крајот на летово. Така, активностите, мислам, пролет, лето сите чекаат. Сега и ние и другите во Македонија на големо се извадени велосипедите, се средени, подмачкани, дотерани, сервисирани и веќе еве го мај влагаме, не се престанува со возење. Значи, низ цела Македонија само ќе врват комаравки велосипеди секаде.
како што спомнав, од Маврово, Попова шапка, значи Охрид, секаде, секој во Македонија и викенд кој ќе има, дали е продолжи или не, става велосипедот на автомобил, дури се оди во Грција, во Бугарија. Не тргат, верувате, сега тие што возат и на одмор, не тргат без велосипед. Кај да отиде, Значи, имаме пријатели. имате активности, да кажеме, до крајот на летово, имате цела година, меѓутоа имате До може крај би на нешто да се година, најави, да. освен ова во мај месец, јуни, јули, имате нон-стоп активности, така? Има да работиме, ама сакаме и да ги затвориме убаво и цела конструкција она да се осмисли, да се направи и да се изводи. Значи пак ќе ги поканеме на 7 мај на Спирова колиба, Така. кој не е возел да повели, не е нешто тешко, се вози све, прекрасна убавина, горе ќе има и забава со диџеј, погледот Ќе биде убаво за сите. прекрасно, да. Ви благодарам за учеството во емисијата. Горан, ќе ги најавиме ние повторно овие активности Так. ваши.